информации, што ме засегаат и како советник и како граѓани, значи, на општината. Значи, во рамките на информацијата имаше еден дел каде што е споменато дека полициската станица за општа надвезност има извршено, односно има согледано констатации за нерешени сообраќајни, значи, решенија, да кажам, во градот на сообраќајници и околу сигнализацијата. Тоа сме го имали извештаи, значи, уминатите, да кажам, вакви случаи, да кажам, седмици и дискусии. Меѓутоа, оно што ми недостига во извештајот, односно во информацијата е каква е динамиката, значи повторно статистика и избројки на решавање на истите. Значи, не само да имаме констатации, затоа што нас може да ни се случува и минатата година во овој период, и оваа година сега, и следната година, да имаме констатации, меѓутоа во суштина да не знаеме со која динамика се решаваат истите. Кога би ја знаеле таа динамика и би знаеле како се движат тие проценти, тогаш би имале аргументи, односно би имале согледана состојба по основ на која би реагирале до соодветните, значи, институции, инстанции за да ги решаваат истина. Мислам дека таквата статистичка констатација на некој начин нема да ги остави инертни оние кои што се задолжени за решавање на овие проблеми. Затоа што искрено да кажам, во овој момент не знам дали полициската станица е таа, тоест не знам дека полициската станица не е таа која што ги решава со соопштените решенията, туку таа која што ги констатира проблемите. Меѓутоа, во нејзина должност е и да ја согледува и јавно да ја предложи всушност констатацијата на динамиката на решавање на истина. Ако јавно се говори за тоа, тогаш тока ќе биде малку повисоко крената и во рамките на овој совет, и во рамките на институциите, не со намера само за да се крива прашањето, туку со намера побрзо да се решаваат навистина согледаните проблеми. Исто така, она што значи не го имам како во информацијата е состојбата околу решените, значи, случаи на кражби, вклучително и тоа како се движиме по пути со, она што го спомена колешката, значи со појава на делење на наркотични средства, вклучително и бројот на луѓето што користат опојни средства на нивото на општина Битола. Не знам дали таа информација е изоставена заради ингерентноста или заради нешто друго. Би сакала при одговорот на вака поставените прашања, значи да добиеме јасна слика, затоа што при вакви информации на минати седмици, значи, во рамките на општина Битола имало и делови, пасоси, реченици кои што говорат за тоа. Значи, ако треба да стојат, сугестија да стојат, ако не треба, кои се инстанциите кои што треба да ги добиеме тие информации и како би реагирале по истите. Околу зголемениот број на контроли, казни, глоби и така натаму, јас не сакам навистина широко да зборувам заради тоа дали постои всушност интервенција на буџетот или интервенција на проблемите во сообраќајот, седно, меѓутоа ме интересира, пошто општина Битола е градот поточно Битола има навистина тесни улици, со покава техничка опременост и полициската станица воопшто надвезност во Битола, за да всушност делува и во овие простори брзо и ефективно, затоа што овие возила, кои што јас ги гледам и ги гледам из улиците, значи на градот, не знам и колку би можеле всушност да делуваат при брза интервенција, сега зборувам во значи улиците кои што се така потесни, кои што се карактеристични всушност за нашиот град. И она што исклучително ми смета и како граѓани пред се е тоа што се уште забележувам во градот, значи ајде да ги наречам без да ги нападам бесни моторџи, меѓутоа кои што на некој начин представуваат потенцијална опасност за нашите деца. Значи како стоиме во справувањето со таа